Добредојдовте на Мундијалски вести на Слободен печат. Фудбалот одамна докажа дека не е само надпревар меѓу два тима. Тој е огледало на времето, на карактерот, на страјност и на човечката желба да се стигне до врвот. Светското првенство е најголемата сцена на која секоја генерација ги бара своите бесмртници. Во недела на стадионот MetLife во Њу Џерси, Аргентина и Шпанија ќе се борат за највредниот трофеј во светскиот фудбал, но и за рекордна финансиска награда. ФИФА за Мундијалот обезбеди награден фонд од $655 милиони, најголем во историјата на светските првенства и за 50% повисок од оној во Катар. Новиот светски шампион ќе заработи $50 милиони, додека поразениот финалист ќе добие $33 милиони. Освен борбата за титулата, финалето ќе донесе интересна пресметка на двајца селектори кои ги поврзува посебна приказна. Лионел Скалони и Луис де ла Фуенте некогаш беа учител и ученик. Во 2017 година токму шпанскиот стратег беше еден од предавачите на курсот за тренерска лиценца, што го посетуваше тогаш младиот Скалони во тренинг центарот на Шпанската фудбалска федерација. Подоцна, нивните патишта се разделија, но взаемната почит остана. Скалони во неколку наврати изјави дека Шпанија ја чувствува како втор дом, бидејќи таму ја мина голем дел од својата играчка кариера и таму го формираше семејството. Де ла Фуенте пак често истакнува дека не бил изненаден од успехот на својот поранешен ученик, кој одведе Аргентина до светскиот врв. И додека на клупите ќе има пријатели, на теренот ќе се судрат две генерации. Од едната страна ќе биде 39 годишниот Лионел Меси, а од другата звездата во пода, Ламин Јамал. Нивната приказна започнала многу пред првиот заеднички надпревар. Во 2007 година, тогаш 20 годишниот Меси учествувал во хуманитарна фотосесија на УНИЦЕФ и Барселона, при што позирал со 5-месечно бебе. Тоа бебе бил токму Ламин Јамал. 19 години подоцна, фотографијата повторно го обиколи светот, а во недела двајцата ќе бидат ривали во најголемиот надпревар што фудбалот може да го понуди. Добра вест за Шпанија е што Ламин Јамал и Педро Поро успешно закрепнуваат од повредите заработени во полуфиналето против Франција. Иако го пропуштија последниот тренинг, шпанските медиуми очекуваат двајцата да бидат подготвени за финалето. А финалето ќе биде интересно и од клубски аспект. Најголем број фудбалери во двете репрезентации доаѓаат од Атлетико Мадрид. Дури 9 играчи на мадридскиот клуб ќе бидат дел од големото финале. 5 мина во дресот на Аргентина и 4 во шпанската репрезентација, што е најголема застапеност од кој било клуб. Во меѓувреме, ФИФА го објави судискиот тим за финалето. Главен арбитар ќе биде словенечкиот судија Славко Винчики, кој веќе има искуство од финалињата на Лигата на Европа и Лигата на шампионите. За него ова ќе биде круна на долгогодишната меѓународна кариера. А атмосферата во шпанскиот табор е одлична. Покажува и необичното ветување на Марко Курелја. Дефанзивецот најави дека доколку Шпанија стане светски шампион, ќе го истатуира ликот на селекторот Луис де ла Фуенте. Во недела 21 часот, светот ќе добие нов шампион или ќе го поздрави новиот подвиг на актуелниот владетел. Аргентина ќе се обиде да ја одбрани светската круна и да ја освои четвртата титула во својата историја, додека Шпанија ќе атакува на втората, подпирајќи се на генерацијата што веќе освои Европа. Пред нас е финале во кој ќе се судрат искуството и младоста, традицијата и иднината. Токму онака како што заслужува најголемата сцена во светскиот фудбал.